Нормално е, во секоја држава се случува тоа, кога ќе дојде нова власт, кога ќе заземе новата влада, кога ќе се формира, да се донесе и своји нормално директори, министри и останата структура во државните институции, но овде кај нас се случува нешто многу поразлично, бидејќи не се почитуваат законите. Јас како репер ќе го земам Спасе Глигоров, именувањето на директорот на Агенцијата за администрација, и за мене тоа е најекlatantен пример на кршење на законот, бидејќи тоа е лицето односно човекот кој што треба да ги спроведува сите постапки за вработување во рамки на државната и јавната администрација, а неговото именување е класичен пример за кршење на законот. Оно што тие сега во моментот го прават, кршејќи ги повторно законите, објавуваат огласи за специјални советници. И овие специјални советници не треба да ги исполнуваат, во моментот не ги исполнуваат законите, односно не ги исполнуваат условите кои што се предвидени во Законот за административни службеници, и на тој начин именуваат разни лица кои што на многу други начини одработиле за СДС. ВМРО ДПМН при изборот на кадрите се трудеше да ги избере најквалитетните и најквалификуваните кадри, кои согласно своето образование и искуство ќе го дадат својот придонес на конкретната позиција. Од другата страна го гледаме токму спротивното и гледаме дека на челни позиции, а и на позиции кои што се навистина одговорни и високи во државната администрација, се поставени партиски одработувачи од предизборието. Не се поминати ниту 100 дена од формирањето на владата, а веќе ги гледаме нивните начини на делување. А токму тие во предизборието говореа дека станува збор за реформска влада. Ова што јас го гледам во моментот и ваквиот начин на партизација за мене е класична антиреформска влада. Во ребалансот на буџетот, што во моментов е на Комисија за буџет и финансирање во Собранието на Република Македонија, има енормни суми на парични средства кои се кратат, некаде околу 2 милиарди денари, станува збор за 2 милиарди денари, така општо сумата ја кажувам, лоцирано конкретно на кратење во Министерството за образование и наука, кратење пари за изградба на школи, на универзитети, и би посочила дека еве овие парични средства се реалоцирани за повеќе плати, односно нови партиски вработувања по сите министерства што се во влада,